Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Во вечерашното гостување, секако дека во фокусот најпрво ќе зборуваме за она што беше испратено како порака и самите резултати од самитот во Вашингтон, НАТО самитот. Меѓутоа едно по едно, најпрво ми сакала да кажам добро вечер за вечерашниот гостин, господин Сотир Костов, поранешен јавен обвинител и аналитичар. Добро ни дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Убаво, може тоа поранешен обвинител да го заменим и со новинар, веќе имам и книжка од ЗНМ. Честитки, колега тогаш. Благодарам. Одамна бев обвинител. Во ред. Во секој случај со големи познавања за сите теми кои што вечерва ќе ги зборуваме, меѓутоа за почетокот би сакала да започнем со она што е најактуелно, а тоа е дека заврши НАТО самитот во Вашингтон. Македонската делегација имаше доста активно учество во смисла на средби остварени, она што многу често знаеме да го слушнеме на маргините на самитот, па да објаснеме што тоа значи на маргините на самитот и колку се важни тие средби што се остварени, бидејќи ако она што и Алфа го анализираше денес, ако се направи една споредба од самитот НАТО 2021 и ово 2024 годинешниот, ќе видиме дека имаме многу поголема активност на македонската делегација, предводена од премиерот Христијан Мицковски. Па еве ваш еден коментар, ако може, во однос на това. Тоа зависи од составот на делегацијата, зависи од лидершипот, од лидерот и зависи од задачите што се задале, што да постигнат, како да поентираат на самитот. Ја не би рекол дека на маргините се случуваа некои работи, од причина што да учествуваш на еден юбилеј кој не е мал, 75 години на НАТО, при тоа да даваш изјава пред, за време и после тој тродневен собир, при тоа да се сретнеш со десетина премиери и председатели на држави, наши соседи Европа и светот, да се сретнеш со неколку групи на сенатори, конгресмени, председатели и подпредседатели на комитети во Америка, на Сенатот или Конгресот, за мене тоа е завиден успех, да ви кажам. Паѓа првата теза дека Македонија е изолирана, дека Мицковски нема капацитет, прво велеа за коалицирање, потоа за договарање и за создавање добри добрососедски односи или меѓународни односи. Еве се види дека човекот има во себе лидершип, има лидерство и знае како да се однесува како на мултилатерална средба. Ова е баш таква. Околу 70 и колку таму држави присуствуваа. Европа, ЕУ, НАТО и светот. И мислам, браво за нашата делегација. Второ, некако подисплашени го испративме премиерот Мицковски и нашата делегација, бидејќи имаше закани од југот, од Мицотакис, ќе видите што ќе ви направиме или конечно тебе како ќе те пречекам на НАТО самитот, ќе поставам прашањето за преспанскиот договор и така натаму, се тресеше гората, се роди политичкото, метафора е ова грчко глувче и ништо. Работата, метафорично кажано, се абортираше од причина што Мицотакис се сокри. За разлика од него, нашиот источен сосед, премиерот, имаше доблест да не се крие по кулоарите на самитот, да се ракува со Мицковски, да поразговараат, да дадат дури и изјава дека ќе се потрудат да ги релаксират. Ја многу не верувам на бугарите, поточно на бугарската политика, ама овој чекор не можам да не го поздравам. И сега make a difference, што викат американците. Направи разлика. Овој не се криеше, разговараше со Мицковски, очекувам блиска иднина да седнат на маса и да разговараат за договор за добрососедство, оној кој целосно дисбаланс договор, ама да се седне, да се разговара, а овој другиот кој се јуначеше на мускули, го снема по кулуарите и не се сретна. За мене 10-0, или ако сакате со кошакарски израз 20-0, ако сакате со тениски израз гейм, сет и меч за Мицковски и за нашата делегација. Ама видите, тоа е карактеристика на грчката државна политика. Се вака,
Ја ќе бидам коректен кон нив. Волтер, големиот филозоф, дури погласниот филозоф на векот, кој беше на 19-тиот, 18-тиот век, а има речено дека од сите европски народи најрасипан е грчкиот народ. Ја не сум толку лош како Волтер, јас ќе речам од сите политичари европски и светски најнедоследни, со задни намери се грчките политичари, затоа што си го гледаат само нивниот интерес, ама на штета на интересот во случајот на Македонија. Се заканува, ги немаше нигде, поточно Мицотакис не се појави, да има доблес и храброст да го погледне Мицкоски во очи и да му каже што толку му се закануваше, што ќе му се десило. После завршувањето на самитот, кога Мицкоски веќе ефектуираше еден заем доста добар финансиски од Унгарија, членка на Европска Унија, една помала инвестиција, ако можеме да речеме помала, од 35 милиона евра, тој пак се засили, јас имам политичка меѓународна алатка, ќе видите што ќе ви направам. Тоа е лицето и опачината на грчката политика, а ја сочинуваат забегани политички елити. А вие некако ми го одговоривте второто прашање. Извини, не го знаем. Се согласувам, меѓутоа ми начнавте и следното прашање што ќе го поставам. Споменавте дека таму беше најавено од грчката страна дека ќе се случи нешто. Меѓутоа, да бидем искрени, кај нас се дигаше таа тензија. Дека еве сега Мицкоски таму ќе биде пречекан, ќе се случи ова, ќе се случи она. Како? Да, не знам дали ќе имам време вечерва или дали ќе ми дозволите да дадам една кратка анализа од кој ќе ги исцрпиме прашањата, почитувам агендата вие што сте ја припремиле. Тоа го припремаа петоколонашите и шестоколонашите во Република Македонија, кои ги занемаруваат националните и државните интереси на Република Македонија, наместо да дадат пас, би рекол, наместо да пуштат вода со добри намери на нашата делегација да успее на тој самит, тие на еден начин извршува нечии туги желби, како беше она на Рацин за туги бели дворови, и мислам дека со недобра атмосфера ја испрација делегацијата, ама видите, делегацијата одважна. А како ќе пречекаме? Па видите, не мора нешто триумфално да пречекуваме, едноставно да бидеме позитивно расположени, дека имаме политичари за политичка трка, како на мултилатерална средба, како на голем јубилеј 75 години НАТО, така и за билатералка, и битно е дека нашиот премиер не избега од средба со источниот сосед, а не можеше да го пронајде премиерот на јужниот сосед, бидејќи едноставно тој беше невидлив. И треба да ги оставиме да работат. Да се надеваме дека нешто ќе сработат. А еве видовме сработија еден заем и една инвестиција. Сега одат разговарат со нашата занемарена диаспора. Се надевам дека убави разговори ќе направат. Конечно ќе го решат односот диаспора Македонија. Ја не велам диаспора, него верам заедницата на македонците во Америка, Канада, Австралија, Европа и соседството. И мислам се на добар пат. Ајде да се надеваме дека нешто ќе се направи. Промени. Ја ги чувствувам промените. Не знам зошто други не можат да ги видат. Да, ќе се осврнам и на оно што вие го споменавте, тоа е пораката која што ја прати грчкиот премиер Мицотакис, кој што каже дека Грција има тајно оружје кој што ќе го употреби. Сега се навратиме на уште нешто кој што беше најавено уште пред официјално да биде формирана владата, тоа беше порак, односно веќе беше дадена насока за да се изработува документ со кој што ќе се види до каде двете подписнички на Преспанскиот договор, Грција и Македонија, ги исполниле. Тоа е сршта на работите, Анастасија. Ево да ти кажам. Премиерот Мицкоски, сакајки, не сакајки, свесно или несвесно, не знам, треба да го прашам, кажа дека има мини кроки анализа направена во овој месец после победата, кој колку реализирал од врските од таа пуста спогодба од Пресп. Мицотакис најверојатно свесен за тоа дека ние исполнивме нешто што и не требаше да го исполнуваме, требаше да чекаме да се отворат поглавјата, а поглавјата, како што знаеме, не се отворени, а не се отворени бидејќи разговорите пристапни не се започнати, иако минатата влада вели дека се започнати, само една влада е одржана заедничка, втора не, пусти измени на уставот на Република Македонија за влез на бугарите и така натаму и така натаму, и очигледно го разоружа Мицотакис.
и Мицотакис избега. За мене тоа е политички кукавишлок, тоа е дипломатско недобро однесување. Да бегаш од соговорникот кој е на јавна сцена еднаш 75 години нато, а поготово кога ти веќе претходно си се силил дека ќе видиш што ќе се случи таму на маса. Колку знам, прашањето на маса не е поставено, колку знам, сејот фокус е ставен на војната во Украина и помошта, и колку знам, само во еден пасус во заклучокот од можеби досега најдолгата декларација во историјата на НАТО е спомнато дека Западен Балкан треба забрзано да се создадат услови за забрзано влегување во да се забрзат евроинтеграциите. НД, што значи целосен триумф на нашата делегација и едноставно тука се гледа дека нашата влада води политика отворена, транспарентна по правилата на тие конвенции виенски и не знам уште кои други. А пазете, од јужниот сосед ни се закануваат со тајно дипломатско оружје. Па видете, тајната дипломатија многу одамна е напуштена, бидејќи тајната дипломатија секој пат носеше закани и војни, и очигледно нашиот јужен сосед се бави уште со тајна дипломатија. Ајде, живи и здрави сме, ќе сочекаме и ќе го видиме тоа тајно оружје. Ама со самиот факт што е тајно оружје, што еден премиер кој нема политичка култура и дипломатска култура се заканува на својот сосед и на премиерот и на делегацијата, тоа ја покажува драстичната разлика во нивото на политичката култура, па ако сакате и домашната култура. Да, една од пораките кои што беа испратени, особено од страна на премиерот Мицкоски, се токму регионална економска соработка и останатите, меѓутоа тие ќе позборуваме подолу. Уште кратко сакам за надворешната политика. Кога станува збор за надворешната политика и она што Мицотакис се закануваше дека се жалел кај останатите членки од представници од Алијансата дека Македонија не го почитува, односно не го користи, не било користено обврската за ергомнес употреба на името. Меѓутоа да не заборавиме колку сакам да зборувам за важноста на дипломатијата, односно оно што ние можевме да го видиме пред ова влада да биде формирана, дека односно и премиерот сега Мицковски, меѓутоа и останати членови на партијата остваруваа низа средби како дел од Европската народна партија. Се сеќавате, Мицковски се обрати колку се важни тие контакти што години наназад беа остварувани, бидејќи ние како држави, како граѓани бевме сведоци дека не само што немавме развиена надворешна стратегија и политика, туку немавме ни одредени контакти кои што нашите официјални лица ги остваруваат за да ги подобрат позициите на Македонија. Пред месец-два во ова студио кажав дека дојде нова генерација политичари со новата власт, дека тоа се новите политички икони на македонската политика, представени со фронтменот Мицковски, неговите најдобри соработници, министрите, останатите од владата, луѓето од Знам и луѓето од Влен, мораме и нив да ги спомнеме. Значи, нов начин на размислување, нов начин на комуницирање и нов начин на дејствување. Рекоа дека ќе се случи во првата недела од работата на владата голема инвестиција. Се случи. Она во енергетиката колку? 300-400 милиони евра, ја мислам, ќе биде трите општини Радовиш, Штип и Кардинци. Да, купно 30 кој што е на реинвестиција, да. Заемот, прво кажам за милиарда, претпоставувам беше дочекан на, што се вели, на копија, на нож, и е намалено за да биде помало задолжувањето, па сега се остварени 500 милиона и алак. Неколку дена, моите пријатели од економијата, ги молев да ми кажат, минатите 7 години, поранешната влада, дали добила ваков договор, заем, кредит, донација или било што треба да се врати, сепак не донација, или во подобри услови. Не, нема. Значи, ајде да зборуваме со аргументи и факти. Сите критизери сега, што велат дека Мицковски ја задолжува владата со 500 милиона под лоши услови, нека кажат каде, од кого и од кои подобри услови Македонија ќе земе
кредит или заем од причина што оваа влада дочека празна каса. Не само тоа, него да не забораваме дека претходната влада земаше заеми за да враќа долго, за да прави нови дупки во 8 милиарди, а они стартуваа со неполни 4 милиарди за текнаа долг. Значи го дуплираа. Ја македонската јавност, тука им помагаше малку Народна банка, дека не е долгот над 60% од БДП. Мене човек ми кажува дека тоа е штимано, дека веќе критичните 62% долгот е од брутонационалниот доход, што е многу опасно. И сега они ке кажуваат дека новата влада и Мицковски ги задолжува. Не, очигледно. 3 години грейс период, обично ми велат економистите, ја не сум специјалист во оваа област, а е 1 година грейс период. Ние имаме 3 години. Велат дека од 5, 7 до 9 години кредитите и заемите се зимат и се враќаат. Ова е 12 плюс 3, 15 години. Каматата е 3,25, владата земела камата од 5 до 7%. Мислам, до сегашната влада посто камата за враќање. Епа, Анастасија, разликата е очебиина. И сега, ајде ке критикуваме, ама тоа се вика критикување ради критикување. Оној момент, кога некој ќе каже од овие луѓето што се специјалисти по финансии и економија, еве, од Светска банка, од ММФ, од некоја друга меѓународна организација што кредитира, дава заеми или било што, некоја голема светска или регионална сила. Еве го кредитот, ние го обезбедуваме со 1,5% или 3% или 2% камата на 20 години враќање, со 5 години грейс период, и ја ќе кажам, почитуваниот премиер Мицковски дека склучил лош договор. Ама, очигледно не е така, и сега некој сака да ги первертира работиве и да го прикаже тоа како грешка. Лично мислам дека не е грешко, иако ја не сум за задолжување, ама очигледно касата е празна. Мора да се тргнат работите за да тргнат, да се има еден инпут, очигледно од добрососедската Унгарија, и видете сега. Унгарија, она е ваква. Орбан. Каде членува Унгарија, Анастасија? Во Европска унија. Кој заседава сега 6 месеци со Европска унија? Орбан. Епа, знаете што? Треба да немате морал да критикувате од некого од кого сме зеле заем и да поврзувате со некои безвезни работи и ниски удари. Не. Од Европска унија сме зеле заем, по заемица од членка на Европска унија, која не е мала, туку е голема држава, и преку партиите на премиерот Орбан и на ВМРО ДПМН се сестрински партии во ЕПП, и молим лепо, го договориле од порано, се надеваме, а јас и знам, искусен сум со моето искуство, ни живото што сум го поминал како во минатиот систем и овој, дека овој заем ќе биде една фрлање вода за да ни тргне работава. Ајде да се надеваме дека така ќе биде. Кога станува збор за економијата, ги споменавме инвестициите, 3 инвестиции од кои што една и реинвестиција, односно повторно реинвестирање на капиталот. Да. И споменавте колку Македонија е задолжена и колку е потребно ние да имаме овде малку по економија која што нема да стагнира, него ќе се придвижи. Имаме и капацитети, и млади луѓе, и иднина на која што треба да размислуваме. Па колку мислите, кажавте можеби дека сте разговарале со пријатели кои што сте економисти, па што може да кажете ваше гледиште за економската стратегија сега? Она што е клучно е дека се зборува за странски, помагање на странски и за домашни инвестиции, што е клучно за да може нашата економија малку од малку да се потргне од оваа мртва точка. Ова е една друга студија, во еден друг медиум, на критиките дека ВМРО ДПМР, тоест коалицијата што ја предводи, нема добра програма, право рекоа нема програма, а потоа дека сегашната влада нема програма. Ја зедов програмата, ама не извадоци од програмата, но целата книга печатена, отворив и само ги кажав 6 столпа. Првиот столб, сега не можам сите на памет да ги кажам, ама вака. Првиот столб е подобрување на стандардот на граѓаните. А на насловната стои граѓанинот на преден план. Вели, промените се во твои раци. Значи, фокусот на оваа нова власт, предводена од ВМРО ДПМН, коалицијата, знам, и Влен, се граѓаните. Зошто? Па тие им го дадоа суверенитетот
на изборите, тие со голем легитимитет, невиден за вакви услови, наназад декада и пол, за мене дури изненадувачки во колкава мера, и сега одеднаш се наоѓаат некои паметњаковичи, вака можам да кажам, аналитичари, професори, еден мал дел новинари, бивши дипломати и критикуваат само што ќе се спомни името ВМРО-ДПМН, Христијан Мицкоски, Влен, знам. Така, без аргументи, не може. Трет столб се инвестициите, се развој на стопанството, екологијата. Вика, жената столб на општеството и државата. Младите, грижа за денешницата и столб за иднината. Она што се сеќавам сега од насловите што се. Разработени, како беше? 1198, 1198 проекти. Извини, Анастасија, тоа е немање програма. И сега таа програма беше усогласувана со програмата на Влен, таа програма беше усогласувана со програмата на Знам. На Влен не успеав да ја најдам на македонски, ама на Знам ја проучив. Имам добри релации со лидерот на Знам, ги знам нивните главни постулати. Прв и основен е самоодржливост на Македонија. Па извини, ама самоодржливост на Македонија е, значи, ова што ти кога ми го поставуваше прашањето е верување во собствени снаги. А тоа значи да се покрене македонската економија, да се покренат малите и средните бизниси. Јас би рекол, ако се можело пред 100-150 години Македонија да живее, да се развива од земјоделие, јас би рекол, ајде да инвестираме во земјоделието, да отвориме програмата, ќе видите има развој и големи улагања во земјоделието. Да, страшно е што ние туризмот. Зошто го споиле со? Па туризмот, па е новата, значи туризмот ти е брендологијата на државите. Значи, државата се брендира преку туризмот. Право. Што може да учимо нашиот јужен сосед, некој пример да земеме. Имаме летен туризам, имаме зимен, имаме планински туризам, имаме селски туризам. Ама секаков да и се дал Господ и природата во Македонија. Ја го видов тоа во програмата на ВМРО-ДПМН. Ја го видов тоа во програмата на Знам. Од она што слушам од телевизиите што ги пратам на албански, а со превод македонски, гледам дека и Влен има симпатична програма. Сето тоа всклопено во програма на владата на Република Македонија, јас верувам дека нешто подобро ќе добиеме, ама не само нешто, него малку нешто, многу повеќе од кога минатите 7 години. Сега треба промени. Промените на Анастасија се болни. Промените треба да бидат радикални и промените треба да ги сакаш. Ние не сакаме промени. Ние имаме, тука зборев, нема да се повторувам, ние имаме страф од промени. Ке каже премиерот, треба да се промени судството и обвинителството. Зошто? Дури академик ке каже не може тоа. Па нека прости тој академик, 30 години реформите ги прави и се оценуваат како неуспешни тие реформи. Ни требаат млади правници, ги имаме во тие невладени организации, ги имаме на факултетите правни, особено на овој државниот Јустијан први. Значи, дајте нови реформатори на судството. Ја лично ги познавам, не ми се пријатели, ама од телевизија што ги гледам, како се залагаат реформите во судството, во обвинителството и судството мора да се направат, во адвокатурата мора да се направат. Секако во администрацијата и така натаму. Ајде да не се оддалечувам од меѓународната политика. Да, не, завршивме со овој дел, мора да побарам кратка пауза, меѓутоа за ова што го најавивте вие, ќе зборуваме токму во вториот дел, односно за потребните промени кои што се болни, меѓутоа ги и следат на Македонија. Кратка пауза, па се враќаме назад во студиото.
Добра вечер, уште еднаш се враќаме назад во студиото. Јас сум Анастасија Илиевска, гостин во студиото на За или против. Вечерва е господин Сотир Костов. Продолжуваме таму каде што застанавме, ако начнавме делот со судството и она што и борбата, ако може така да се каже, против криминалот, корупцијата и се останато што провлекува. Вчера во Заспи ако можеш гостуваше Александар Николовски, заменик председател на владата и министер за транспорт, и при тоа кажа дека доставил 3 предмети до јавното обвинителство за кои постоело сомнение за криминал и дека 3 доставени предмети се директно поврзани со наводите кои биле објавени од страна на државната ревизија во извештајот за релација на капиталните проекти, односно дека се злоупотребувале државни пари. Видете ви кажам. Тоа е формулата како да се успее, сум зборел и порано, кога спијат обвинителите, спијат досега, се надаме ќе се разбудат. Кога полицијата е анемична, се држи со криминалци, со наркодилери и така натаму, а судовите чекат некој да им даде материјал и тој материјал што малку им го дава, не го сработува како што треба, треба некоја институција да се наметни со својот професионализам и со својот интегритет и да ги примора под наводници да работат. Јас такви институции во минатото неколку години, а во последната година и пол, препознав прво во Државниот завод за ревизија, неколку години наназад, а ова ДКСК, како беше? Државна комисија за спречување на криминал, во изминатите година-две, бидејќи почетокот не им беше сјаен. Ја испуштија сопругата на Ковачевски, го испуштија оној натрапникот во Охрид, советникот што правеше, што сакаше таму по Охридското езеро, дури УНЕСКО не се закани, и така натаму, ама се поправија после. Не може да каже ДКСК дека обвинителството им откажало соработка и никој ништо да не преземе. Па требаше министерот за полиција да појде во обвинителството и да им каже дека ќе им отворат истрага, предистрага, дека ќе дадат на специјален некој обвинител што они ќе го изберат да ги работи, бидејќи не сакат да работат наоди што ги направила ДСК во своите истраги. Сега. Најпрофесионален орган, тврдам, во државата за откривање на финансиски малверзации и непочитување на процедури, правила, пропишани со устав, закон и подзаконски акти е Државниот завод за ревизија. Само нека се земат извештаите, само нека ги разгледа полицијата, таму кај што ќе види индиции за криминал да испрати до обвинителот, обвинителот да повара претходна постапка, да се донесе истрага, судија на претходна постапка, да се отвори предмет, обвинителен предлог или обвинителен акт и да му се даде на судството да суди. Само така ќе си го заштитиме општествениот и државниот капитал, кој се плячкаше последните 7, па и повеќе, не само 7 години, и само така ќе создадеме кредибилни институции. Кога веќе не можеме да најдеме некој комесарио Катани од Италија, да речеме, оној судијата што го утепа со бомба, кога не можеме да најдеме обвинител од типот на румунката што сега е во Брисел на Европска унија и служи, кога не сакаме способни некои луѓе да водат, тогаш јас сум кажал, во државата нема само еден Максим, тоа е Максим Димитриевски, председател на ЗДАМ и градоначалникот на Куманово, има еден друг Максим, а тоа е директорот на Државниот завод за ревизија, со неговиот тим, пазете, кои се многу професионални, кои се многу објективни и сум ги гледал со мои очи извештаите. Нема кај нив навивам за ВМРО, против сум СДС или обратно, навивам за СДС, против сум за ВМРО. Не, тие сите ги снимаат на скенер, имат многу јак тим и ги пријавуваат сите прекршувања на законските одредби. Само така ќе продолжиме, а судството мораме да го менуваме, да ви кажам. Не може, ја само ќе украдам еден наслов од еден дневник, ќе окажам човекот кој го знам од оној систем, Ристер Љуботенски вака рече: морална, професионална и политичка перверзија, ја ќе додадам, и судска перверзија, ние судството и обвинителството. Ја би рекол НД.
Подосна ќе кажете како вие гледате што треба да се направи. Меѓутоа, ајде да збориме за она што беше актуелно денеска, тоа е дека поранешната директорка на клиниката за токсикологија Илјази ја оштетила државната каса за 650.000 денари. И тука станува збор за оние вработувања со кои што склучила договор 15 лица за кои што немала овластување да им ги продолжи договорите. И сега Илјазија само, ако може дали ќе се согласите дека Илјазија само врв од сантата мраз. Согласувам. И што треба да се направи за да Тоа е предмет од мал профил. Ама како пример како не треба да се постапува и како пример дека ќе се санкционира дрскоста со која што се однесуваше. А да не збориме за јазикот. Да не збориме. На кој што им забрануваше на вработените и тоа меѓутоа им забрануваше на вработените да ни се обраќаат, да зборуваат со јавноста, мислам тоа ретко може да се. Во регуларна постапка би отворил предмет истрага, обвинителен акт, судење, пресудување. Пример да се даде за секој сегашен иден директор да внимава како управува со јавните добра во здравството, ама пример и за области надвор здравство. Надвор здравство. Каде, што мислите дека секи излезе на површина? Има ли доста вака? Јас имам информации дека голем криминал има во областа транспорт и врски поранешно што се вели, Бехтел и ЕНКА еден од најголем индиции за голем криминал договарања. Видите сега, вака му викаат на Мицкоски, во 4 очи договорил заем од 500 милиона евра, а се објави во амбасадата на Маđarска во САД и веднаш по самитот. Јавно и транспарентно. То прв ќе се договара, то прв ќе се подпишува договор. Каде се тука 4 очи? Не, ги нема. 4 очи правеа груби компанија и мислам дека таму има големи злоупотреби. Големи злоупотреби има во здравството. И здравството е најраскрашената област, најниско паднаната област во Македонија и јас мислам дека многу тешко ќе му биде на Таравари, да бидам искрен. Го почитувам тој човек, сум му правил интервју според Пруст, го знам неговиот вредносен систем, верувам во него, ама не знам дали ќе успее барем малку, ја му посакувам барем малку да ги дотера работите, бидејќи 7 министри за 7 години се сменија пред него од претходната власт, растурија се што може да растурат, голем криминал има во ова како беше клиника или како се викаше клинички центар Штип, клинички центар Скопје и сега у момент толку ми текнува, ама можеби равен на Бехтел и ЕНКА е криминалот во Битола, рек Битола. Една те иста компанија со години поврзана со Струмица, со фамилијата Заеви, зимала тендери, а само тендерите да се погледнат и кога ќе се види дека едни исти компании, а тие се не блиски, него изнедрени од ДУИ, не блиски до СДСМ, него изнедрени од СДСМ. Како може компанија на братот на бившиот премиер да биде блиска до СДСМ? Не, таа е компанија на СДСМ. На функционери блиски до ВМРО. Таа е компанија, на ДУИ, таа е компанија на ДУИ добивале тендери. Нон-стоп истите. Ја дури мислам и ова што беше Османи што го водеше во Македонија, Опсе самитот, не е чисто возилата, не може тоа така. Не може тоа така, такви цени да се дадат, ама, еве вака. Замерија за таа сликата на Мицкоски и Тошковски, кога во кабинетот разговараа. Анастасија, ако они не разговараат за работата што им следува, ако ти со твојот уредник, директор не разговараш за емисиите во следниот месец, зашто друго ќе разговараш? Они да го разговарале како динамички да ги постават работиве во надлежности на Министерството за внатрешни работи, како да се работи. И сега мешање на Мицкоски. Не. Кој на крајот наноси одговорноста? Кој е лидершипот на владата? Премиерот. Зошто на време да не е информиран што ќе се случува? Се знае дека професионалците ќе се терат работава. Ќе има многу работа за откривање на криминал, само треба да сакаме да го откриеме. И да се работи. И еве, го кажав ја оној триаголник. Дури не сакам да ги навредам, ама да направи Максим
од Државниот завод за ревизија, средба со финансова полиција, средба со организиран криминал, средба со државно обвинителство и средба со обвинителство на град Скопје може да им каже како они да гледаат на нивните извештаи, а тука да биде вклучена и ДСКС, која сега во овој состав малкичко ми е инертна, ама се надевам, бидејќи па сегашната директорка, ако сум добро информиран, на комисијата доаѓа од Државниот завод за ревизија. Значи, таа е професионалец. Таа работела вакви извештаи и мислам дека ќе има жестока битка во откривањето на криминалот, а не, како со 7 години имавме, политички прогон и терор. На тоа треба да му ставиме крај, ВМРО треба да го заборави тоа, ако сака да биде поразличен од СДСМ, лично и знам и верувам и гледам дека е поразличен. Кога сме кај здравството, само на кратко да ја прокоментирате после и ова денеска е ново, а тоа е дека Таравари најави дека сите 5 најдобри студенти ќе најдат вработување, ќе бидат вработени во државното здравство. Па браво за Таравари. Така се работи. Така се задржува сивата материја да не ни младите, сива материја, мозокот, да интелигенцијата да не ни оди на страна. Ја пред месец дена во оваа студија кажав, сега не сеќам, 168 стипендисти најдобри на 100 најдобри универзитети во Европа и во светот, финансирани од нашата влада, исфинансирани, завршени, невратени, а договорите секој пат се 3 до 5 години можеш да поработиш тој што те финансирал за да вратиш. Каде се тие? Ни светот. Па евеа способноста треба да се најде младинска каде ни е. Ни светот не е во Македонија. Не е во Македонија. Браво за Таравари. И за крај би сакала нормално да го прокоментираме важноста Македонија да има силна опозиција, се извршија избори во Социјалдемократскиот сојуз. Да. Нов лидер има. Како гледате на тоа? Не гледам добро на тоа. Јас нема да ми веруват, ќе мисле дека сум лицемер. Ја од дното на душата посакувам да се реновира, да се ресетира СДСМ, бидејќи со појако СДСМ во опозиција ВМРО ќе биде појака власт. Со слабо СДСМ ВМРО нема да биде баш нај власт. А лично мислам дека не ја научија лекцијата СДСМ. Прво ги опомена избирачкото тело. Ги симна на 18, тоест на 15. Потоа ги опомена членството. Им го стопира Конгрес. И сега избраа председател со 9 и колку илјади гласови. Првиот на таков начин беше со 50 кусури илјади гласа, вториот беше со 30.000 гласа, третиот почитуваниот доктор Филипче со 9 кусури илјади гласа. Каде е тука легитимитетот на тој председател? Лично мислам ќе имаат проблеми они сега со Конгресот ако не го наместат. Овој избор на председател, кој знаеме дека е пулен на Заев, тој не крие дека се најблиски другари и пријатели, а им замерувам на двајцата, јавно ќе ги искарам пред камера, што отидоа во Атина во Грција и да одработуваат други национални и државни интереси, таа фондацијата на Заев и да му даваат награди на Нимиц кој не закопа во историјата со името. Тоа не е национален и државен интерес на Република Македонија и петоколонашите и шестоколонашите од таму почнаа. Па тука се скриени во некои центри, ама ако е при крај на емисијата не можам мојата анализа да ја кажам, во некои си независни новинари, во некои си слободни новинари, во Трибуна новинари, тоа се новинари кои финансирани, отворено ќе кажам, од Бугарија, од Грција, од сомнителни српски капитали, грчко-српски капитали, се обидуваат да прават јавно мислење во Република Македонија, дебело плаќат аналитичари, професори, бивши дипломати, дел од новинарите, не сите новинари, дел од новинарите и овој голем легитимитет што го доби оваа власт, сакат да му го спинуваат, не седнати во фотелјата на власта, ги критикуваат, а не знаат зошто ги критикуваат. Така да тоа нема да помине, мојата анализа ќе биде готова за неколку дена, се надевам во некоја следна прилика јас ќе ја презентирам, дури сум спремен и со името на медиумите, 21 медиуми анализирав, 17 новинари, 25 аналитичари, 12 бивши дипломати и така натаму, кои кога да отвориш телевизорот, они се на медиумите, се колумнисти се исти,
А не можеш да видиш да пишуваат, да зборуваат, да се залагат за национален и државен интерес. Нон-стоп ја критикуваат власта која шо туку дојде на власт, како да работела 5 години, а премолчуваат хиенските апетити на грците, на бугарите, на моменти Косово, Албанија, па ајде да не речам и на северниот сосед Србија, иако се тие многу покоректни во споредба со другите. Така да ќе биде интересно, тешко дека летото ќе биде време за одмор, ама еве ја лично давам 100 дена на оваа влада, веќе тие одат, имам обврска уште кон еден медиум да се појавам, привремено ќе ме снема како аналитичар и како новинар, иако 30 години новинарската работа ја правам, ама ја професионално добив што се вели пусулче, и после, таму некаде при крајот на септември, тогаш ќе проговорам критички или позитивно, афирмативно за ова што во првите 3 месеца го направи владата. А не седнати во фотелите министерски, премиерски, директорски, ние да ги критикуваме за ништо, ја би рекол. Тоа е срамота, тоа е, како што вели мојот пријател од комунизмот, перверзија е тоа, первертиран систем на оценување и вреднување. Ви благодарам многу за вечерашното гостување. Честа беше моја. И благодарам, почитувани, што останавте на фреквенцијата на телевизија Алфа. Се надевам и сигурно сум дека го задрживме вашето внимание. Ве поздравувам, имајте убав остаток од вечерта и убав викенд и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.